Македонија има идеални услови за развој на руралниот и транзитниот туризам. Грантови од ИПАР програмата се достапни за сите кои имаат добра идеја. Со европски пари може да се кофинансираат инвестиции за градење и адаптација на соби, апартмани, објекти за спорт и рекреација, информатички центри, локална телевизија и други дејности во повеќе области од секојдневниот живот во селата. Она на што треба да се внимава е зачувување на автентичниот селски начин на живот. Покрај идејата, идниот угостител треба да има на свое име и земјиште на кое што ќе го развива туризмот, односно стара куќа, која би ја преадаптирал во сместувачки капацитет. Во зависност од големината на проектот, највисоката вредност на инвестицискиот проект, кој финансиски ќе се поддржува, е 1 милион евра. Паралелно со ова се работи на развојот на транзитниот туризам. Најновиот проект доаѓа од Тиквешијата, општините Неготино, Кавадарци и Демиркапија, преку локалната акцијска група Тиквешка винска долина, отворија штанд за продажба на локални производи во близина на автопатот на влезот од Неготино. На штандот ќе бидат застапени производи од локални производители кои сами не се во можност да се појават на пазарот, а штандот им нуди можност заеднички да се представат и да остварат дополнителни приходи. Штандот е поставен на локација покрај автопатот Скопје-Гевгелија и ќе биде поставен во летниот период кога имаме голема фреквенција на странски туристи. Исто така овој штанд ќе овозможи поголема видливост на Тиквешијата како регион во кој што се произведуваат квалитетни, автентични производи и ќе ја представат Македонија пред странските туристи. Овој проект е пилот и од неговата успешност ќе зависи дали по автопатската делница ќе се отвараат и други вакви штандови, кои ќе бидат место за одмор и рекреација на туристите кои што транзитираат низ Македонија. Исто како што од идејата на заинтересираните угостители и нивните квалитетни проекти ќе зависи колку пари ќе бидат повлечени од европските фондови за развој на селскиот туризам во Македонија.